После еден месец Стружани добија чиста вода за пиење, ама од цистерна. Јавното водоводно предпријатие конечно обезбеди 4000 литри вода, која се дистрибуира на неколку локации во градот, се додека таа не биде исправна за користење. Граѓанските активисти бараат да се прогласи кризна состојба во Струга. Две дечине имам малечки, од чешма ги капам, ги перам све од чешма. Малото ми е, стомачето ми болува сега. Го носев горе, ми рече, не му давај вода, купувај. Од кај ќе купувам, се на плата живам со 8300. Покрај забраната ти ја користеше водата? Да. Сега и да правиш манџа не убаво, не чиста вода. И да се капиш, не убаво водат, како песот сите излезат. Подземна чешма во село Мишлешо имате на ова. Одande ги полна по овие боцеви, се снајдов. Цел месец ке се Стружаните да стане, да се буне. Мислам дека ова требаше порано да се деси ваква акција, за малку да се олесни на граѓаните. Вода се носи од Охрид, а цистерната која е добиена со странска донација, наврат нанос ја регистрирале вчера. Ако затреба, ќе се обезбедила уште една цистерна. Граѓаните со право реагираат и нивните забелешки беа многу оправдани. Но за жал, ситуациите кои што се таложеле 20 години, руинираноста на системот, на јавните предпријатија, нас не ни даде во можност ние да реагираме побрзо. Зошто? Бидејќи ние немавме оспособени возила. Недостатокот на безбедна вода за пиење веќе не е краткорочен технички проблем, туку сериозна и продолжена криза која директно го засега здравието и основните услови за живот на граѓаните. Гласни се граѓанските активисти. Сметам дека во конкретниот случај исполнети се сите законски услови, владата да може да прогласи кризна состојба на територија на општина Струга и на овој начин да ги централизира сите, да го централизира координирањето на сите надлежни институции во решавање на проблемот. Градоначалникот веќе најави рестрикции доколку загадувањето на водата продолжи да варира. Тоа ќе представува сериозен проблем и градот ќе се соочи со недостиг на вода, бидејќи изворите во шум нема да се користат се додека таму не се изврши санација на теренот.